Какую Какую страну? Го препознавате ли ова лице? Тоа е истиот човек што зборува руски и се закани дека ќе убие семејство во швајцарски воз на 17 октомври. Я русский человек, мы вас убивать будем. Откако ова видео стана вирално, најмалку 10 украинки пријавија дека биле вознемирувани од истиот човек во Швајцарија и биле цел затоа што зборувале украински на јавно место. Една од нив, Олха, го сподели ова видео со Радио Слободна Европа. Какую страну? Какую страну? Не лезьте к ней. Какую Я сейчас вам вызову полицию. Какую страну? Во април во Женева, Олха и нејзината сестра застанале во кафуле на брегот на езерото каде што еден човек вознемирувал лебеди. Кога нејзината сестра му рекла да престане, тој станал агресивен, рече таа, викајки и барајки да ја дознае нивната националност. Олка вели дека отишла во тоалет и човекот ја следел и се обидел насилно да ја отвори вратата, извикувајќи непристојности и закани. Друга украинска бегалка, Марија, вели дека го сретнала истиот човек во трамвај во Берн. Зад неа седеле луѓе кои зборувале руски користејќи непристојни зборови. Він нахилився до мене на вухо і почав мені... Се навали кон мене и ми шепна на уво: "Ти си украинка, ти си ѓубре, ке те убиеме и ке ти ги распарчеме децата. Кога ќе излезеш од трамвајот, ќе видам на која станица ќе излезеш и тоа ќе биде твојот крај. Ке те силуваме и тебе и твоите деца." Марија го фотографирала човекот и го пријавила во полиција. Таа рече дека полицајците и рекле дека не е кривично дело, бидејќи тој физички не ја нападнал. Че не вериш, што ли? По инцидентот во возот, човекот беше идентификуван како Александар Вабикс. На неговиот Facebook профил е наведено дека е од Латвија и живее во Цирих. Безбедносната служба на Латвија отвори кривична постапка против него за напад врз семејството.